Авантура низ медиумската писменост. Одиме во авантура за да откриеме што е тоа медиумска писменост и зошто е таа важна за слободата. Ова е Јове, како и другите деца во Европа, тој е можна вешт со компјутери, со интернет, со се што се нарекува нови медиуми и нова технологија. На Facebook Јове си се чувствува комотно, па дури и на своите блиски им помага да ги користат Twitter или Skype. Јове е вежд во новите нешта, во средината што бргу се менува. Небара е капетан на брод што плови низ океан. Островот на слободата е отаде океанот, кај што се што ќе посагаш ти е на дофат, а го делиш со среќни и честни луѓе што умно работат со медиумите. Ама знае ли Јове оти до островот се стига само ако си доволно умен да ги надминеш силните струи под површината на непрегледниот океан. Медиумите кои Јове ги користи секој ден имаат секакви вести пуштени да пловат од пребогати газди со скржава мисла за собствен ќар. Има лажливи реклами, лажливи слики, лажни ликови, се шарена лага до лага. За среќа кај Јове е светле, што ќе го следи и ќе го води, ќе му го осветлува патот пред овие мрачни океански струи. Светле постојано ќе го подсетува, сам да си се праша, знае ли точно што бара, од колку бара патокас до островот, чии жители паметно ја ползуваат новата технологија и со кого сака да другарува преку својот компјутер. Ова е авантурата по која Јове ќе излезе поумен и описменет правилно да работи со медиумите. Пред првиот чекор до волшебниот остров, на Јове ќе му треба кајче што ќе го однесе на вистинскиот пат. Јове си е сам свој мајстор и бргу веќе си направи кајче за пат низ океанот. Светле му вели оти на светов има и деца што немаат компјутер, ниту пак знаат за интернет. Просто тие деца не знаат за некакви медиуми, ни за некаква нова технологија. Ама, чумо ти е кајче ако си го чуваш врзано за брегот. Ајде Јове, качувај се на пат во авантура. Светле расветлува дека подводните суштества се најчесто кротки, ама има и такви од кои треба да се вардиш. Кога на интернет за нешто го прашуваш Google, знаеш ли дека добиваш и одговори што воопшто не си ги барал? А зошто е тоа така? Па еве ти еден пример Јове. Секој ден на интернет пливаат севозможни вести, ама само дел од нив ќе ги видиш на телевизија. Па кои се и какви се тие вести? И се прашуваш ли Јове кој ги одбира тие вести? И зошто баш тие вести ги одбира? Навистина е тешко да се свати зошто тие подводни струи постојано ти го ашкаат кајчето ваму таму, зошто сакаат да те одвлечкаат на погрешен пат. И Јове е збунет од ова што му го кажа Светле, ама сваќа дека мора да си остане на патот до волшебниот остров, онаму кај што се упати. Авантурата продолжува. И еве пред нив се крева нов огромен брод. Луѓето од бродот му се смешкаат другарски, ама глеј, од кај знаат кој е Јове, без тој сам да им кажал. Па еве му нудат супер брз глисер. Јове се колеба, не знае што да прави, па напомош ја вика Светле. Ама навистина ли ти треба ново кајче Јове? Јове се сети оти кајчето си го направи сам, на своја радост, со свој ум и со своја рака, па пак храбро и сигурно си продолжи да броди напред. О, еве пак и нов брод, ама сега ова се очигледно пирати и пак се трудат да му продадат нешто што не му треба, ама Јове веќе научи како да ги препознае. Кој се и што се, та сега гледа дека пирати има на сите страни од океанот. Стотици и стотици се возможни лажливи реклами. Ама храбар е Јове и решителен, не седава да го измамат и да му го попречат патот. Никако, поумен е од нив. Знае што го посоветува Светле. Прашај се прво сам, што е за тебе добро, а што може да ти направи зло. Нека ти биде таа поука компас. Еј, глеј онаму, некој вика за помош. Јове се приближува и таман да пружи спасувачка рака, оп, свати дека е тоа опасна стапица. Па овој лик не бара помош, тој лик е обичен лажго, преправен измамник. Ама Јове веќе научи дека е можна тешко во океанов да препознае што е вистина, а што е лага. Јове гледа на долгиот пат, има и нешта со кои не може сам да се справи. Ете такво нешто и времето, што часком се смени од јасно сонце во улава бура. Небото се смрачи, стежна, да згрме страшна бура. Се сепнува Јове и си вели, како некој на школа или дома да ме подучеше дека е океанов, тоа што возрастните го викаат медиум, техника, технологија, тогаш пловидбава ќе би беше кротка и мирна. Се бори Јове со бурата, па догледа малечок сплав и девојче на него. И тоа си е препуштено само на себе, потполно на милост и немилост на брановите. Јове мора да му помогне. Успева, го спасува и го качува во своето кајче.
Јована му раскажува дека живее на место од кај што не може да го види волшебниот остров и дека е тоа место пусто, па нема од што да си направи кајче. А најлошо е што брегот околу нејзиниот дом е опколен од пирати и од ајкули. Оној волшебен остров, тоа е за неа копнеш по слобода. Со радост и чудо Јована го гледа Јове, вештиот капетан низ недогледниот океан, па сега и водата и се гледа бистра и хоризонтот чист и дофатлив. Јове е горд и среќен што може да ја подочи на се што научи низ оваа авантура. Сега кога се двајца и кога работат дружно, авантурата им оди лесно како шега. Ги сретнува брод, а капетанот им дарува кормило. Друг пак капетан им навестува јадо делфини што пливаат мошне близу до нивното кајче. Да се подсетиме, океанот, тоа е медиум, нели? А другари станаа преку компјутерот и интернетот, а целта им беше живот полесен и посреќен. Еве ги најнакрај пристигнаа на целта. Пред Јове се отвори нов видик, научи многу за силите што ги темнат од секаде по океанот. Па сега е поумен и повешт капетан, свати што значи тоа да бидеш писмен, да можеш сам да го читаш отворениот медиумски океан. Светле им честите на обајцата и ги награди со орден, отија пребродија авантурата на океанот. Сака само уште нешто да го праша Јове. Што ќе правиш кога ќе се вратиш дома? Капетанот Јове рече: на сите своји блиски ќе им кажам што видов и што доживеав на оваа авантура. Сакам сите да го знаат тоа што го дознав на мојов пат. И Јове е веќе спремен за нова авантура.